Добар ден, почитувани гледачи. Вие сте со најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. За ова издание имаме гостин, музичар, имено нашиот млад, амбициозен и талентиран Дамјан Димевски, кој што ни доаѓа од Скопје и со кого ќе поразговараме малку повеќе за неговата приказна со музиката, за соработките со музичарите, со композиторите овде во нашата земја и пошироко, за учеството во Звездите на Грант, меѓутоа и за се ново кое што стои позади неговото име. Дамјан, добре дојдете и благодарам што ја прифати мојата покана. Благодариме на поканата, добро ве најдов. Поздрав до гледачите, мислам дека убав разговор ќе направиме. Токму така. Поводот за овој наш разговор ќе биде приказната, твојата приказна со музиката, меѓутоа и се она ново кое што ти ни го подготвуваш и ни го подготви. Меѓутоа, ајде да започнеме кој е Дамјан Димевски и да ни се представиш еве на самиот почеток. Убаво рековте, убава приказна е тоа. Јас сум Дамјан Димевски, да се представам, момче кое што сака да работи со музика, кој што на отприлика 7 години дознав, под наводници дознав дека имам во себе некоја си жичка за музика. Сасвим многу случајно кога бевме на роден ден и случајно имаше микрофон, јас го грабнав микрофонот и отпеав песната Јован Јованки и Македонско девојче. Во моментот кога видов дека јас можам да се бавам со музика и моите дознаа дека имам некој талент, потоа одлучивме да одам во нижо музичко во Луј, нашето скопско музичко школа. После нижото свирев иначе кларинет, кој што многу луѓе не го знаат тоа, бидејќи не го представам, не се представам јас како кларинетист, него како пејач. Кларинетот ми беше убав дел од мојот живот, каде што се запознав со дувачките инструменти. Покрај тоа што јас изучував кларинет, јас изучив и да имам добра диафрагма. Која што диафрагмата е најбитното нешто за еден пејач кој што треба да го поседува, за да може вокалски да ги издржи сите тие настапи или песни. Твоите го препознаваат твојот талент за музика на само 7 години. Од 7 години почнуваш да пееш, односно земеш микрофон во раце и од тогаш претпоставувам не сопира твојата љубов кон музиката. Го одбираш музичкото училиште Луј, какви денови имаше таму во музичкото училиште? Колку си задоволен од сето она кое што го стекна, кое што го научи таму во однос на музиката секако? Во музичкото искрено најубавите спомени ми се таму. Покрај тоа што короната малку не затвори година и пол, така се погоди кај нас барем. Бевме разиграни, бевме распеани, дечиња или деца да речам, сите имавме свој инструмент, сите правевме состав со инструменти народни и забавни и правевме, да речем, некој си мини концерт, каде што иначе тоа не смеш да го правиш во школото, мора да биде строго класична музика. Имавме некои мали, како да речем, некои киксови кои што не можевме да ги справиме со однос на таа народна музика, но понатаму видеа луѓето дека сепак талентот доаѓа до површината и не можеш преку талентот да прегазиш. Сега претпоставувам таму биравте по класи, се изучува музичкото училиште? Да. Во која класа беше ти? Јас бев теоретичар. Добро. Има инструментален дел, каде што теоретски е да се Зашто напомена кларинет, па затоа каде го изучуваше кларинетот? Во музичкото. Така. Го изучував 4 години средно и 2-3 години во нижо. Така да се на се, но сепак, како што многу пати кажувам, не се пронајдов во тој инструмент, се пронајдов повеќе во пеењето. Се пронајде Дамјан во пеењето, меѓутоа сега имаш народна песна, прва твоја народна песна, пред народната имаш и забавната, видовме и во Звездите на Грант.
Какво искуство носиш од таквото шоу таму? Колку ти трае соработката со луѓето кои што ги запозна таму? Соработуваш ли можеби со некој од нив? Соработките траат, комуникациите траат. Можам да го издвојам Мили. Какво искуство беше за тебе Звездите на Грант? Звездите на Грант за мене беа нешто најдобро, ради тоа што не е се едно да застанеш на толкова сцена, каде што пред тебе стои таков аудиториум, толку камери и милионска публика и да испееш покрај сето тоа, да имаш притисок, да испееш како што треба. Те дознали публиката овде во Македонија? Во Македонија ме дозна, да, тоа Дамјан? многу ме радува, но од моја страна што јас го посакав тоа и го направив тоа, и да пеам исклучиво македонски песни. Така, па тоа беше За разлика тоа што, таму. тоест на страна тоа што јас морав под наводници, но сепак и треба да покажеш дали ја умеш српската песна. Им покажав и нивен коментар беше да се задржам јас на македонската музика. Јас се задржив на македонската музика, јас си ги отпеав најубавите македонски песни. Како Јано Мори, како Зајди Параходот, тие се исклучиво тешки песни кои што не секој може да ги донесе, но јас со многу труд, со ментор позади мене, во одлично студио, вежбање со саати, вежбање на кореографија, дојдовме до момент да песната биде донесена како што треба и Македонија да биде задоволна со кандидатот што беше во Звездите на Грант. Така, претпоставувам твојата приказна со Звездите на Грант заврши таму. Секако убаво искуство за тебе, пред се, нели, работно, соработници си стекна колеги од таму, меѓутоа сепак и публиката дозна за момчето Дамјан Димовски, кој што не представуваше таму. Дали сметаш дека овде во Македонија би можеле да имаме такво шоу од таков ранг, каде што би се издвоиле млади луѓе како тебе, талентирани, за кои што би дознале овдешната публика секако? Видете, мислам, ова секако е моје мислење. Премногу е сервирано нешто од надвор, за да можеме ние да створиме нешто. Премногу гледаме нешто странско, а доколку наше македонско некој шоу искочи на површина да биде на телевизиите, секогаш се коментарите чудни. Така, како да го подценуваме на нашето. Да. Дали можеби и они ја прават истата работа која што ја прават и во Звездите на Грант. Говорам за тоа некој си карање помеѓу себе. Дали би и они тоа го направиле овде како Македонија, но за македонското да ги кажеме нешто лошо, а за ова српското можеби нели е добро. Така, меѓутоа ќе се сложиш со мене дека има млади луѓе, навистина талентирани кои што заслужуваат шанса, па ете макар и преку такви шоу, музички емисии да допрат до пошироката публика, да им се даде некој ветер во град. Така е. Јас во Србија кога настапував, со секој кандидат што направив барем малку муабет, завршивме на тоа дека Македонија има многу талентирани деца, луѓе, возрастни луѓе. Па и ви самото финале сега видовме двајца македонци во финалето на едно такво шоу надвор од нашата држава. Дамјан, најде да се вратиме на твојата приказна. Најново нешто од тебе е за братот свадба. Правиме. Направивте ли свадба? Направивме свадба. Значи песната е со посвета. Така е. Песната со посвета. Ајде приказната за оваа песна и зошто толку народна? Не е зашто толку народна, толку народното во мене е од секогаш. Значи ти се одлучи дека ќе си тераш во тој правец. Во мене е од секогаш, уште од малите нозе. Се заљубив во незе кога моите родители почна така можеме да речем дека почна да ми раскажуваат за македонската народна музика. Так. Да ми раскажуваат за тагата во македонската музика која што луѓето преку песни ја искажувале. Так. Јас тоа го сфатив многу добро, со разлика за тоа што јас тогаш имав многу малце години. Јас некако се заљубив и продолжив да ја сакам, продолжив да ја пеам, но покрај тоа што јас во некои назад години бев можеби млад и зелен
И мислев дека, или можеби мислев дека сакам да пеам забавна музика. Затоа и мојата прва песна е забавна песна, а понатаму втората песна сакав да биде народна, што е и калибар на самиот јас. Така да еве еден мал вовед во песната. Песната е направена исклучиво за мојот брат, кој што е подарок од мене за неговата свадба, која што се случи пред 2 години, но песната, ете, низ некои случувања се забави работата. Дојдовме до момент да треба да се пресними аудиото, да биде како што треба, бидејќи 2 години се поминати. Пред 2020 година технологијата во 2024 не е на исто ниво, така што го сработивме аранжманот, снимен е кај Дејан Момировски XL Studio. Песната е направена од Сашко Николовски, зборам за музика и текст. Додовме од самата свадба направивме спот, која што е прикладна за да може да се емитува и на YouTube и на сите ТВ екрани. И мислам дека дојдовме до убава песна, каде што пред се и на мојот брат се допадна, и на луѓето кои што ја слушнаа на свадбата, и луѓето кои што допрва ќе ја слушнат. Ајде да ја слушнеме сега и пред нашите гледачи. За братот свадба правиме од Дамјан Димовски. Почитувани гледачи, уживајте. Ајде, брате, прв на оро, мајка, татко до тебе. Денес, брате, ти си главен, свадба твоја славиме. Со песна ора весели, по невеста ќе одиме. Со песна ора весели, да ја земеме. Ај, за брато свадба правиме. Ај, сите да наздравиме. Ај, кренете ги чашите. Ај, 3 дена да славиме. Ти си, брате, многу среќен, седелична невеста. Благослови даде татко, да се рода дечиња. Со песна ора весели, свадба ваша славиме. Со песна ора весели, зора да дочекаме. Ај, за брато свадба правиме. Ај, сите да наздравиме. Ај, кренете ги чашите. Ај, 3 дена да славиме. Правиме. Ај, сите да наздравиме. Ај, кренете ги чашите. Ај, 3 дена да славиме. Ај, за брато свадба правиме. Ај,
и чашите, три дена да славиме. Еве сме назад повторно во студиото. Продолжува разговорот со нашиот музичар Дамјан. Дамјан, сметаш ли дека оваа песна ќе си го изнајде своето место на веселбите, на оние прослави каде што ќе те бараат, нели, како човек кој што ќе ги развесели, ќе ги збогати нивните веселби? Сметам дека ќе се пронајде многу оваа песна во зборам на свадбарскиот дел. Така. Може би и не само да свадба, бидејќи во текстот се спомнува брат, а сите ние сме си браќа. Така. Или сестри, да речем. Така што мислам дека секој човек е сака да ја слушне, секој човек е сака да испее кон другарот кој што си го нарекува како брат И дека допрва ќе си го доживее своето време и внимание. Допрва. Така, има ли некаков каков е одзивот за оваа песна? На каков одзив најде од твоите слушатели? Задоволни ли се од она кое што ти го даде, од она кое што ти го представи токму во оваа народна песна, нели? Баш како што реков, публиката кога ја пеев јас на свадбата песната, публиката многу убаво реагираше. Има еден момент каде што во рефренот има мала специфичност каде што може многу лесно да допре до вас и да ја запамтите песната. Тој момент не го сменивме точно заради тоа. И баш кога пеев песната, се вртев околу луѓето, бидејќи тоа се сепак наши луѓе. Така. Се вртев околу луѓето да видам дали може би влегло нешто во глава, дали може би ја пеат и кога се свртив, јас што да видам, гледам луѓето дека отвараат уста и ги изјаснуваат зборовите кои што на втор пат више ја слуша песната. Така, значи на некој начин е и зараз на песната. Тоа ме радува. А со кои луѓе соработуваш? Тука споменавме некои имења во врска со снимањето на ова дело, меѓутоа што понатаму, кој е планот, кои се плановите, кој е агендата, што ќе се работи понатаму, ќе се задржиш, претпоставувам, на народната музика? Така, да речем дека народната ќе ми биде мене лична карта. Покрај тоа што сакам и забавната, би сакал и такви песни да правам, бидејќи сметам дека секој пеач треба да знае да пее народно и забавно. Така. Додовме денешните, да речам, веселби или свадби, се момент каде што треба да има и народно и забавно. Така што моите понатамошни соработки ги планираме уште од сега за низ години понатаму. Работам со свој бенд, Идеал бенд Скопје. Така. Работиме претежно од свадби, крштевки, мекици, се што е за народ, секој што сака да слуша убава музика, ние сме отворени за соработка. Работиме на наши видеа, содржини што ги снимаме, што ги работиме. Зборам од свадбарски дел, од патриотски дел за Македонија. Мислам дека допрва Македонија ќе слуша убави изведби од нас, како млади и талентирани луѓе или деца, како кој сака така нека се толкува. Так. Допрва ќе слушне Македонија и мислам дека ќе им се допаднеме на сите. И сепак работиме со исклучиви, вредни луѓе, квалитетни луѓе, кои што го даваат максимумот од себе. Зборам од композитори, и луѓе кои што снимаат во студио. Каде најмногу ве ангажираат, Дамјан? Најмногу, бидејќи Скопје е веќе, мислам дека премногу преплавено со многу бендови. Музичари, така. Да, или музичари, но зборам музичари кои што се квалитетни. Скопје е да кажеме центар, да имаме и овдека доста ангажмани, но можам да издвојам дека и поголем дел се надвор од Скопјето. Па тоа е убаво, луѓе да препознаваат веќе. Да слушнат нешто надвор од Скопје. Пример од Гевгелија ве пазари од овдека. Така, одлично, тоа е веќе
Добар пат. Така. Кога разговаравме јас и ти пред ова интервју, кога те прашав кој е Дамјан Димевски, ти ми кажа Дамјан Димевски е едно момче амбициозно кое што секоја работа која ќе му ја дадеш ќе ти ја заврши одговорно. И сега кој е Дамјан Димевски приватно? Навистина ли си толку вредно момче? Мислам дека за себе ако зборам, па можеби ќе биде се фали. Ако јас сакам и таа приватната страна да ја откриеме малку. Но ја многу пати сум говорел околу тоа дека јас покрај музиката што се бавам покрај музиката, јас се бавам и со наша приватна дејност која што имаме свој фарми за пилиња, каде што ево моментално јас доаѓам од таму, го заменувам мојот брат. Секоја работа што треба таму да биде завршена, јас потполно ја завршувам. Било која работа, дали била, сега да речеме, бидејќи тоа е фарма и живинарство, било дали била прљава или чиста. Така што не гледам на работите дали е ваква или таква, јас работата ми е да ја завршам работата како што треба, да бидат луѓето задоволни, да биде татко ми задоволени, мајка ми, фамилијата моја. Да помогнеш и така, таму да во тој помогнам во сопствениот бизнис, бидејќи без тој јас нема ни да стасам до овде како што сум можеби сега. Токму така. Сите да размислува вака, навистина ќе бевме многу поубаво место за живење. Што друго го исполнува твоето време? Кажавме дека работиш напорно, браво за тоа, браво за приватниот дел, браво за овој професионалниот кој што си го тераш навистина на добар пат. Што друго го исполнува твоето време? Претпоставувам имаш и некое друго хоби, како ги полниш батериите? Каде најчесто се луфтираш? Па, видите, најчесто сакам да си поминувам време во природа. Тоа ми е некако тоа и пред скоро време го дознав дека ми е многу убаво природа да слушам звуци на птици. Тоа годините си го прават, знаеш. Изгледа. Понатаму ќе видиш уште повеќе ќе го сакаш тој мир. Изгледа. Одам на кога можам, одам на пешачење во Соње. Имаме таму убава градина каде што имаме тревник, треба нели тој тревник да се окоси, па можеш да седнеш, па кафенце да се напиеш, па да уживаш во природата, во ветрото, во сонцето. Да често пати правиме и проби таму, така да си комбинирам да можам и да сработам, па да можем и проба да направиме. Па ете и соседите кои што се тука околу нас слушаат убава песна, народна зборам нормално. Примаме некоја нарачка која што блиску сме и може да викне таа песна сакаме, таа песна ја добиваат луѓето, така да... Те тераат и другарите да им пееш на средбите на кои што се среќавате, на родендени, на веселби. Ти ли си главниот таму кој што забавува? Па видете, за да испеам нешто, можеби да, но за забава постојат во моето другарство со други луѓе, постојат и други кои што и како знаат да го земат микрофонот и да направат забава. Значи не е се на мој грб. Така, тоа е добро. Така е, нели, тоа е супер. Малку да одмориш. Не, видете, не сме незаморени, кој знае колку, ние не сме, да речам, некои музичари кои што се стварно више заморени, си ја бараат си бараат простор за да одморат, но сепак. Така, Дамјан, твоето време допрва така, допрва ќе дојде и се надевам дека ќе дојде. Многу си млад, многу си амбициозен, многу се радувам на твоите успеси. Кога ги споменавме пробите, мене ме интересира колкав дел од твоето време одзема посветеноста и секако пробите и сето она кое што е поврзано со професионалниот музички дел во кариерата. За пробите, јас ги спомнав пробите, бидејќи проби правиме комплетно со цел бенд. Така. Се изучуваат нови песни, од што народни, што забавни. А како проба, денот кога ќе биде закажана пробата трае цел ден. Цел ден сме ние во студио, ручекот ни е како што, нели, македонски настроен во 4 сат. До 4 сат ние ручаме, до 5 сат, да речеме дека одмараме. После 5 сат до 12:00 ние сме со турбо работа, микрофоните во раце, инструментите во раце и работиме. Значи сепак оваа професија ќе се сложиме дека бара посветеност, бара време, вложување на време, не е само да го земеш микрофонот и да се појавиш и да испееш. Што ќе се случува следно? Има ли планови за летово? Каде ќе видиме летово? Букирани ли сте
Сега за сега? Летото ни е букирано со македонски веселби свадби. Како што реков, работиме летово гледаме сите заедно да се посветиме максимално на изработување нови видеозаписи и кои што може да ги пласираме, бидејќи една година се бавиме како цел бенд, една година сме заедно. Сметам дека е сега точен момент да продолжиме јако да работиме, цврсто да се држиме како пријателство, како единство, да имаме разбирање и за да можеме да стигнеме до моментот каде што се сите музичари стигнати. Така. Ке во план ли е уште некоја песна со видеозапис? Од моја страна во план е, работиме на преговори за каков да биде текстот, што да содржи во него. Сепак млади сме и не сакаме да биде секако што било уназад. Так. Во текстовите каде што се спомнува секој исти едно зборче или една строфа. Гледаме да биде нешто поразлично, гледаме и музиката да биде поразлична, но сепак да го задржиме народните инструменти и народната музика да удри во срцето на Македонија. Сака ли македонецот убава песна, убава веселба со убави македонски народни песни? Збориме и за патриотски, покрај тоа што се сакаат убави македонски песни, сакаат и убави патриотски песни. Така, тоа како да е дел од нас, како тоа веќе станува дел и многу ме радува дека луѓето самите доаѓаат, дури веќе си го знаат моментот кога сака да ја нарача песната. И доаѓа и ми кажува, пример, заветна е една песна која што така е, песна која што не обележува Македонија. Така. И ви да речеме за Бисер Балкански, но покрај овие две песни имаме што многу убави песни, патриотски песни, кои што луѓето и tekako ја сакаат пред патриотската песна. И верувајте дека можам слободно да го тргнам микрофонот од мене и да пеат самите луѓе. Так. И тоа многу гласно се слуша. Так. Така е, ние тие песни се дел од нас и тие песни живеат од минатото па се до денес и си имаат своја сопствена приказна. Дамјан, многу млад се појавуваш и во музичките шоу, многу млад почнуваш со твојата кариера, се градиш. Може би е клише прашање, но јас би те прашала која е твојата најголема поддршка во изминативе години, во годините кои што доаѓаат, претпоставувам твоите најблиски, твоето семејство. Така. Така. Пред се они најзастапени за мојот успех, покрај тоа што јас него треба да вежбаш, сепак можеби не треба да вежбаш заради тоа што тоа си во мене. Во мене си музиката, имам поддршка од моите дома, од мојот татко, од мајка ми, од мојата баба, од тетка ми, од сите кои што гледаат нешто во мене, кои што сакаат и они самите сакаат јас да успеам. Што ќе им порачаме при самиот крај на сите оние млади, амбициозни и талантирани луѓе кои што сакаат да се занимаваат со музика? Македонија знае ли да биде плодна почва за млади музичари? Македонија знае да биде плодна почва, бидејќи Македонија е плодна почва. Зборам како Може ли да се успее тука? Може да се успее во Македонија. Може да се успее во Македонија, но за да се дознае, тоест да те дознае народот, во Македонија малце потешко. Ќе се помачиш? Да, малку потешко. Затоа идеме надвор, затоа идеме на тие отскочни даски кои што секундарно ја добиваш да те дознае народот. Так. Но сепак мора да се оправдаш. Им препорачувам на младите да си останат свој, да бидат свој, да не се менјат, да не слушаат некои си клише муавети кои што не вреди или не те бидува или не вреди или не те бидува, да тоа можеби те застане во развојот. Мислам дека треба да се држи цврсто самиот човек, бидејќи музиката е тешка. Така и упорноста, ќе се сложиш со мене дека упорноста и страјноста се можеби клучот на тој пат. И тоа, но верувај дека музиката е многу потешко од овие зборови кои што ги речете. Бидејќи се сретнуваш со голем број народи, различни весели луѓе, различни луѓе со различни карактери, кои што не секој може да
како да... Не до секој можеш да допреш. Видете, оне ќе допра до вас. Но не треба да дозволиш да или да допре до тебе, но сепак треба да знаеш да се справиш со тоа. Не секој знае да се справи со тоа. Така. Меѓутоа, јас знаеш како ќе кажам, верувам дека она кое што го носиме ќе биде препознаено, верувам дека Затоа и реков твои таленти... да не се менува човекот, така. да си остане да си остане оригинален. Квалитетот сепак ќе излезе Така. на површина. Дамјан, ти честитам за се до сега. Многу си Благодариме. млад, многу си амбициозен, ти честитам за се што имаш постигнато. Ќе ти посакам уште многу нови песни, многу свадби на кои што ќе Благодариме. се пее за братот свадба правиме, за многу браќа да направиме Така свадби. е, за многу браќа да направиме да се свадби. множат свадбите и веселбите. Да пееш и ке мене, дај Боже некој што и да се видиме секако само за вакви убави поводи, со нови разговори, нови муабети. Ти благодарам што беше дел од својот. Благодариме на вас, благодариме за поканата, благодарам за можноста да можам да ја промовирам мојата песна за братот свадба правиме. Така да мислам дека можеме да започнеме да го започнеме моментот каде што можеме да пееме сите заедно за братот свадба правиме. Ете така, за братот свадба правиме, ќе ја оставиме да си го доживее своето време, својот момент, меѓутоа ќе се одјавиме тука со твојата забавна песна, Може. која што ти ќе ни ја најавиш. Еве, јас Ајде, можем? можеш. Можем. Иначе, многу луѓе ми рекле дека можем да се најдам во водите на водителство. Ајде да одјавиме Ајде да емисијата. видиме. Сакаш емисијата? Сакам емисијата. Драги гледачи, тоа беше тоа за оваа вечерна или денешна... Попладневна. Се извинувам. Попладневна емисија. За крај ќе слушнеме убава песна, убава забавна песна од младиот Дамјан Димевски, кој што е насловена за Бог те испрати. Така што имајте убаво попладне, се гледаме Наредната што седмица. наскоро, наредната седмица. Ве бакнувам, ве љубам и поздрав до сите гледачи. Така е, Дамјан, ти благодарам. Поздрав. Уште една-две драги. години и ќе бидам добро. Ќе бидеш одличен, ќе бидеш колега мој, рамо до рамо. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте овде, јас ќе ве поздравам и секако ќе ви закажам наредна средба за една седмица од сега. Довидување. Сега да си до мене, да ме прегрнеш и само да молчиме. Ти си та што ме разбира, тага кога ме убива. Лоши мисли ми се закана, а без тебе немам одбрана. Твојот збор е моје сидро. Моите сништа се олуја, имам желба да опсујам, ти си мирот мој. Моја сила, мои крилја, а за душава ти си икона. Моја сила, мои крилја, Бог те испрати да ме чуваш ти. Сакам да ги гледам очите, нежна светлина, свеки во ноките. Твоите усни ми се награда, љубовта е магија. Лоши мисли ми се закана, а без тебе немам одбрана. Твојот збор е моје сидро. Моите сништа се олуја, имам желба да опсујам, ти си